civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Dobar dan, na уште еден јавен настан на Цивил, на кој ќе разговараме за една навистина провокативна, но истовремено и многу важна тема. Тоа се нападите, црната пропаганда против граѓанското општество. Нападите и црната пропаганда против граѓанското општество во нашата земја имаат долга историја. Ќе слушнеме од нашите денешни соговорници за тоа колкава е таа историја и каква. Невозможно е навистина да се набројат сите примери и начините на кои организациите на граѓанското општество, експертите, активистите за човекови права, интелектуалците, уметниците и новинарите како дел од медиумите, кои се пак специфичен дел од граѓанското општество, беа и останаа една од главните мети на црната пропаганда. Најдиректна форма, да не заборавиме, на пресметка со прогресивниот дел од општеството и граѓанските организации, сите што ги набројавме истовремено, придружена со црната пропагандна машинерија, креирана, поттикнувана или спонзорирана, односно сето тоа заедно од самата држава, се спроведуваше во времето на режимот на Груевски. Финансиската полиција, режимските медиуми, судовите, полицијата сама по себе, политичките партии во конгломератот на власта, трол фабриките кои се генерираа, се креираа специјално за потреби на црната пропаганда, хулиганските групи, па дури и Државната комисија за заштита од дискриминација своевремено беа најистурените играчи на државната кампања против граѓанското општество. Македонското општество се ослободи од режимот, но дел од режимските инсталации останува. Највидлива е токму црната кампања, која со различен интензитет се спроведува против граѓанското општество, и тоа токму во периоди кога се одвиваат клучни настани, пресудни настани и процеси во нашата земја. Такви беа деновите, па и месеците кои уследија потоа на крајот на режимот на Груевски во 2016 година и почетокот на 2017 година, кога на 27 април 2017 се организираше и се спроведе крвав напад на собранието. Понатаму во 2018 година имавме жестока црна кампања против граѓанското општество во времето на преспанскиот процес и се разбира сите изборни процеси во нашата земја пред, за време и потоа се придружени со црна кампања против граѓанското општество. И сите оние кои ги набројав, интелектуалците, експертите, медиумите, прогресивните медиуми, активистките и активистите за човекови права. Зошто е тоа така? Тоа во многу нешта зборува за вредноста, за големината, за важноста на граѓанското општество во нашата земја, особено во тие процеси кои ги споменав досега, а се разбира се дел од, би рекол, и хибридниот напад на демократијата во нашата земја, бидејќи со дискредитација, со закани, со говор на омразата против граѓанското општество, со притисоци од најразличен вид, вие всушност ги удирате самите клучни процеси во нивниот црв, во нивниот кор, во нивната срж, за да не успеат. Токму тоа и многу повеќе од тоа, јас би сакал денеска да отвориме на оваа панел дискусија со нашите гости кои се делумно и онлайн и делумно со физичко присуство. Денеска за оваа тема ќе говорат Павле Богоевски од Прогрес институт, познат и како еден од највидливите револуционери, шарени револуционери, активист за човекови права, човекот порано од Хелсиншки комитет и поранеше пратеник во нашето собрание. Понатаму онлайн ќе го имаме Иван Блажевич, активист за човекови права од организацијата Солидарна од Република Хрватска. Исто така овде ќе го имаме и Кочо Антоновски од ЛГБТ центарот при Хелсиншкиот комитет за човекови права. Понатаму ќе го имаме Милан Спировски од Сдруженијето на новинари на
Македонија, кој ќе биде онлайн со нас, и Горан Ризаов од фондацијата Метаморфозис, кој е тука со нас физички присутен. Во нашата дискусија, во вториот дел од нашиот настан, ќе се вклучи и Марина Шкравало, активистка за човекови права, активистка за родови права од Солидарна, од истата организација како и Блажевич, од Република Хрватска. Се надевам дека сето ова ќе го спакуваме во еден час, но може и да пробиеме една до 10 минути, меѓутоа би сакал да кажам дека ова е прекратко време за да се отворат, дури и само да се отворат темите кои се однесуваат на црната пропаганда против граѓанското општество. Ќе започнам онака како што ги набрав моите уважени гости и би сакал да го слушнеме искуството на Павле Богоевски и да го прашам веднаш зошто е тоа така, како што е. Зошто имаме таква црна пропаганда против граѓанското општество? Да беше тоа така лесно да се одговори со едно прашање, одговорот воопшто немаше да имаме потреба од ваков тип на настани, ама реалноста е таква да овакви тип на настани и третирањето на оваа тема на оваков начин допрва ќе стане потребно за жал. Само една мала корекција, која ги наведуваше референците, испушти една, можеби најзначајната референца што е предметна за оваа тема, е моето потекло од ЛГБТ Центарот за поддршка како подружница на Хелсинскиот комитет за човекови права, каде што прва рака ги искусив тие напади, меѓутоа сигурен сум дека Коча ќе зборува повеќе за тоа. Значи, како што спомнав, темава е премногу широка и еден час дискусија или уште пократкото време кое што е предвидено за секој од нас, прашање дали воопшто ќе стигнеме да ги начнеме основните прашања кои што треба да се опфатат за да може да се анализира овој проблем. Така да го кажа и сами, главното прашање кое што треба да го одговориме е зошто токму невладините организации се омилената мета, па и најчестата мета на таквите организирани и црни пропагандни кампањи. Второто прашање кое што мораме да го одговориме што е тоа во нивната посебност, која што ги прави омилена цел на овој тип на пропагандисти. И дали овие активностите на црна кампања се изолирани, се насочени против конкретна невладина организација, против конкретен тип на движење, или станува збор за меѓународно координирани активности и кампањи, буквално кажано. И на крај би било премногу црно ако не завршиме со збор 2 за што понатаму. Како да се поставиме, кои се следите чекори, кои што може и треба да ги превземеме, за да можеме да искочиме рамноправни на условно кажано бојното поле. Бидејќи не смееме да се лажеме, ова со бојното поле, иако е само условно кажано, во реалноста е нешто сосема поинако. Денешното време за расчистување на клучните прашања помеѓу големите сили веќе многу ретко бара онакви класични вооружени судири како што тоа било во претходниот дел на човековиот цивилизацијски развој. Денеска се решава преку влијание врз јавното мислење во домашната држава каде што сакате да имате влијание и поголемите држави се многу искусни во тоа, но покрај поголемите држави имаме и организирани структури кои што сакајќи да наметнат своја политичка агенда се впуштаат во исти или во сличен тип на активности. Но ајде да фатиме со реч. Тоа е тоа што која посебност од нивното работење ги прави невладините организации да бидат омилена мета на ваквиот тип на пропагандисти. Колоквијално кажано, невладините организации се влакното во автократскиот сендвич на илибералните демократи. Нивната положба, нивната суштина, односно десувањето како критичкото мислење, десувањето како чистиот рафиниран глас на целата група која ја представуваат и вадењето на тој глас од маргините во срцето на јавниот дискурс е тоа што ги прави да бидат мета на автократските режими и на либералните демократи. Но причината не е само проста сметња, условно кажано, односно на автократските лидери да не им се допаѓаат невладините организации па поради тоа да маваат. Причината е многу поголема и причината може да се најде во срцето на судирот помеѓу условно кажано западните демократи и либералните демократи, односно источните демократи. Значи, кога зборуваме за тој абстрактен судир на Америка и Европа против Русија и Кина или како сакате наречете, не зборуваме за ништо повеќе освен покажување од двете страни дека спротивниот систем не функционира. Начинот на кој што и либералните демократи сакаат да покажат дека развиениот демократски концепт, западниот демократски концепт не функционира е преку еродирање на институциите однатре.
Сакаат институциите и западно-демократските процеси да ги прикажат како до тој степен не е ефикасни, за едноставно слободата да биде неисплатлива за широката граѓанска маса и граѓаните да можат полесно да се определат за некој авторитарен лидер со силна рака, како што е Путин, како што е Вучич, како што беше Никола Груевски, отколку да го прифатат сиот тој хаос, што значи западна демократија. Западна демократија никогаш не може да биде процес во кој што владее редот и поредокот, односно да има еден кој што кажува работи, а другите едноставно да слушаат. Западната демократија во својата срж го подразбира несогласувањето. Во својата срж го подразбира компромисот и како таква значи дека ниту еден од екстремите на крајот на денот нема да биде задоволен, туку тоа што ќе дојде на сцена би требало да биде компромисот помеѓу различните политички гледишта, но компромис кој што е во интерес на граѓаните. И либералните демократи да сосема спротивната насока, тие велат не, јас знам како треба и ти како граѓанин си должен да ме слушаш мене. Тука има бројни други разлики, од кај го црпат легитимитетот, како го манифестираат тој легитимитет, што прават со политичките опоненти и така натаму, но како што реков на почеток немаме време да навлегуваме во тоа. За да околностите бидат уште понепогодни за цивилното општество, не само во Северна Македонија, туку и целиот регион, па ако сакате кажете и во целата Европа, ево тоа што ние сакале или некеле да признаеме сега, се наоѓаме во конзервативниот дел од цикличното движење на општествените процеси. Значи, можеме да погледнеме наназад еден век, па и 2 века, па и повише само ако треба да анализираме општествата без разлика како ги гледате, дали ги гледате на ниво на една држава, дали ги гледате на ниво на еден регион, на еден континент или на цел свет, се имаат циклични движења каде што се менуваат помеѓу влијание на прогресивните сили доминантно и влијание на конзервативните сили доминантно. И тоа е нормално. Значи било кој социолог кој што ги истражува општествените појави ќе ви рече дека нормално е да се ротираат прогресивците и конзервативците со тек на времето. Значи кога работите во општеството ќе станат толку стагнантни до степен да на самото општество му е потребна промена, како што тоа беше од 2014, 2015, 2016, кај нас. Во тој момент доаѓаат прогресивните сили на сцена, односно мнозината од населението ја дава својата доверба на прогресивците. Но прогресивците со промените кои што ги прават многу често можат да предизвикаат кај мнозинскиот дел од населението чувство на несигурност дека работите се менуваат со таа брзина што едноставно не можат веќе да го препознаат своето општество и општеството во кое што живеат. Во тој момент работите претежнуваат на конзервативната страна и доаѓаат конзервативците на сцена кои што се обидуваат да ги стабилизираат работите или нешто што за нас би било лошо да ги вратат работите на претходното ниво кај што били. И тоа е нормално. Но со современите политички текови, поготово со развојот на современите комуникацијски техники и со употребата на пропагандата на алатка на начин на кој што зборуваме денеска, овие циклични движења се пореметуваат. Значи веќе поготово конзервативците не можат да сватат променливоста на тие појави, не можат да сватат дека доаѓа време кога прогресивците треба да преземат сцената. И поради тоа тие удираат во самиот почеток удираат во легитимноста на демократските процеси. Легитимноста на демократските процеси значи признавањето на правото на другиот да управува со општеството. Од типот на добро, ти имаш мнозинска поддршка од јавноста, ти сега треба да управуваш со општеството, а моја работа е да те контролирам и да вршам надзор. Не и да те блокирам. Блокирањето како основна алатка на конзервативците е тоа што го раѓа све ова, односно подривањето на легитимитетот. Се случува конзервативците во многу општества дури од позиција на опозиција да не го прифаќаат легитимитетот на демократски избраната власт и сите своји активности да ги усмерат во насока на подривање на све што прави прогресивната јавност. Граѓанските општества, како што спомнав на самиот почеток, тука имаат многу специфични улоги и тоа ги прави подложи за метата на напред. Тие се прогресивниот шилец на мачот на општествените промени и поради тоа се први на удар. Плюс имаат одредени специфики кои што ги прават различни од политичките структури. Пред се мислам на фактот дека нивната основна улога не е политичко препукување, како што можеме да речеме дека е на политичките партии. Значи политичките партии влегуваат на теренот спремни да бидат напаѓани од своите противници на каков било начин. И тие влегуваат со таа замисла на теренот и така игра. Невладините организации влегуваат на теренот, прават и треба да прават нешто сосема различно. Нивна работа не е да се бават со политичките комплекси на страната која што не е задоволна од пораките кои што ги пренесуваат.
а во суштина тоа го прават. И сега, бидејќи живееме во таков дел од цикличното движење, каде што поготово во Северна Македонија, на Балканот, и во Европа земете го трендот. Значи, во Европа трендот треба да го гледаме малку подолго од по Втората светска војна, која прогресивци стапија на сцена, се направија големи чекори напред по поле на човекови права, поле на работнички права, поле на практична демократија, поле на владење на право и така натаму. И тоа се резултира со последните 10 години зголемување на бројот на конзервативни партии на власт и зголемување на бројот на екстремно десничарски партии кои што легуваат во политичкиот мејнстрим во општеството. А кај нас тоа може да се забележи на малку пократок рок, именно од 2016 година, имајќи ги предвид прогресивните чекори кои што ги направивме пред се договорот од Преспа, договорот со Република Бугарија, станувањето членка на НАТО, зголемување на минималната плата, социјалната поддршка, зголемување на квалитетот на односот со невладините организации, зголемување на правната заштита на маргинализираните групи, кои што претходно не беа третирани од страна на државата. И сето ова предизвика одредена организирана десничарска акција. Ова што го зборувам сега е теренот, не е активноста. Активноста доаѓа од структурите кои што профитираат од тоа. Од структурите кои што имаат конкретна добивка да ја протераат својата политичка агенда. И сега овие структури го гледат својата плодна почва за работа. И тука ги засилуваат своите активности, засилуваат на поларизација помеѓу граѓани, односно прават компромисот да биде општествено неприфатлив. Кратка споредба ќе направам. Собрание на Република Северна Македонија. Никогаш во историјата на нашата држава немало проблем од страна на опозицијата за правење кворум за почнување на седница. Никогаш. Значи едно е, опозиција како опозиција има легитимно право да не се согласи со вашиот закон, има право да гласа против и има право да не прави кворум кога треба да се гласа. Меѓутоа, неправењето кворум за започнување на седницата е блокирање на работата на институцијата. Е суштински против демократијата, бидејќи парламентот, собранието, парламентарната дискусија се основната манифестација на парламентарната демократија. Едно е вие ваше легитимно право да се борите против исходот на гласот, а сосема друго е да се борите против работата на институцијата. Нешто што сега е редовна практика. И нешто што тргна како иницијатива од крај на десничарските партии, што за волја на иронијата таа партија се вика Левица. Ако се сеќавате на почетокот на овој мандат, ВМРО ДПМН како главна опозицијска партија беше ставена на тапет од страна на Левица пред своите гласачи, како тоа влагало собранието им прави кворум за работа на пратениците, нешто што беше нормална парламентарна практика. И сега, овие структури го гледаат овој терен и влегуваат, додираат јако бидејќи знаат дека ќе добијат. Невладините организации, прво највеќе им подоточи, затоа им се прва цел, второ, за жал мораме да признаеме реалноста дека се најлесна цел. Политичките партии имаат механизми за одбрана кога никој немен функционер ќе биде нападнат така. Имаат медиуми со кои што комуницираат, имаат центри за односи со јавност и за комуникација со јавност и за односи со јавност, имаат структури присутни на социјалните мрежи присутни во јавноста кои што се вклучуваат во контранаративата. И тоа им е нивна работа. Невладините организации го немаат тоа. Невладините организации по природата на нивната работа знаат дека ако бидат негативно обележени во јавноста ќе биде потешко да се вршат својата работа, поради тоа не влегуваат во таквите фронтални напади. Дали е тоа правилно или не е тема за друг муавет, меѓутоа реалноста е така. И затоа невладините организации не само што биле, не само што се туку за жал ќе продолжат да бидат првите кои што се нудат. Сега зборувавме за што ги мотивира, како се манифестира и така натаму, со тоа што нема да влезе повеќе во техникалиите за нападите, тоа претпоставувам дека соговорниците ќе зборат. Сакам малку околу координираност и организираност. Значи, никако не смееме да помислиме дека ова што се случува во Северна Македонија само во Северна Македонија. Тоа се организирани, координирани меѓународни движења со иста агенда. Движењето за као се го заборив името, кој што се јави како контратежа на сеопфатно сексуално образование кое што беше промовирано страна на Министерството за образование за семејни вредности, што беше тоа семејството прво. Од нас за нас. Од нас за нас. Значи, видите од кај ги влечат статиите. Статиите ги влечат од ултрадесничарски портали во Соединетите американски држави, кои што се толку злогласени таму, што се буквално на црвена листа на сите почитувани медиуми во САД. Тие вербатум предадуваат и ги пренесуваат кај нас.
Тоа не е само кај нас, истото го има во Хрватска, истото го има во афричките држави, истото го има во сите оние држави кои што го поменуваат патот на транзицијата од друг систем на општествено уредување во демократски систем на општествено уредување. Пораките кои што ги пренесуваат, политиките кои што ги прават десничарските влади. Никола Груевски беше пионерот за многу десничарски, популистички, конзервативни напади, не само врз невладниот сектор, туку врз човековите слободи и права. Законското решение за ограничување на правото на избор преку ограничување на правото на прекинување на бременност. Како беше преземено тука во својата екзотична варијанта, беше преземено од страна на Унгарија, беше преземено од страна на Чешка, беше преземено од страна на Словачка. Десоросоизацијата. Готово, како концепт што го презема Никола Груевски, така го презема Унгарија, го презема, после се и другите држави со либерални демократи го прават истото. Начинот на преземање на националните медии. Тоа што Груевски го почна како концепт, Вучич го презема како готово и го соврши дури повеќе од Никола Груевски во Србија сега што го гледаме. Значи ние прогресивците мораме да сватиме дека сами нема да успееме во ова. Ова ме води кон последното прашање и со ова закружувам што понатаму. За жал, ова нема да се реши само од себе, ова нема да се реши денес, ова нема да се реши утре. Дури можам слободно да кажам дека што и да правиме во рамките на било која поединечна држава, нема да можеме да се справиме со тоа. Подобро се платени, подобро се организирани, поголем буџет и по-лесни пораки за пренесување имаат од нас. Само координирана меѓународна акција за заеднички напредок на цели региони, тука поготово мислам на земјите од Западен Балкан. Само тоа може до некаде да го изравни теренот на кој што се наоѓаме, бидејќи сега теренот не е изравнет. И сега нивните пораки полесно проаѓаат и што е уште полошо, полесно проаѓаат до младите, кои што се целната група во која што треба навистина да се инвестира. Бидејќи тие млади утре ќе бидат возрастни конзервативци кои што своите деца ќе ги обучуваат, ќе ги воспитуваат на таков начин како што гледаме денеска. Јас тука би завршил во интерес на времето, би се вклучил понатаму во текот. Апсолутно, благодарам. Многу јас би сакал да ја повикам и публиката која онлайн слободно нека пишува прашања кои ќе се обидеме денеска ги одговориме, меѓутоа ако не успееме денеска преку текстови интервјуа и други настани ќе се обидеме да најдеме одговор на сите тие прашања. Богоевски начна многу важни поенти кои понатаму би требало да се експлоатираат и на медиумската платформа на Цивила, се разбира и секој друг заинтересиран медиум. Јас онлайн го имам Иван Блажевиќ, како што го најавив, од организацијата Солидарна, од Република Хрватска, каде што граѓанското општество, јас се надам да се разумеме, разумеш македонски јазик, Иване? Zdravo svima, obzirom na kojoj generaciji pripadam, imam iznadprosječno razumijevanje makedonskog. Recimo da sam na nekih 70-75%, tako da mislim da je to sasvim dovoljno da mogu apsolutno pohvatati. Изврсно, ја ќе наставити на македонском јазику. Значи, во Република Хрватска неодамна имаше локални избори, каде што големо изненадување предизвика коалицијата предводена од Томашевиќ во Загреб. Се разбира, уште две големи општини, важни општини беа освоени, Сплит и една во Истра. Тоа е зелено левата коалиција која навистина доби огромен одзив во јавноста и се разбира кај гласачите, и сето тоа беше кампања која воедно беше придружена со жестока црна кампања, жесток говор на омразата против граѓанското општество кое беше вклучено во прогресивните хрватски текови, и имаше една ситуација која потсети и на времето од претходните години, на времето на воените години на Балканите, кога кампањата, црната кампања на Туџман исто така беше многу жестока против граѓанското општество. Меѓутоа и во претходните години кога на власт беа десничари, конзервативци, кога граѓанските активистки и активистите за човекови права беа мета на многу сличен начин, би рекол, како и во нашата земја, во Северна Македонија. Нас не чекаат локални избори, гледаме дека раздвижување на црната пропаганда веќе има овие денови.
i pretpostavljam da i u ovoj nastanki bude meta. Međutim, da slušneme iskustva, Ivan, koja su vaše iskustva uoči hrvatskih lokalnih izbora? Hvala ti puno, Džabire, i hvala puno na pozivu. Samo jedan mali ispravak. Zeleno-lijeva koalicija je pobjedila u Zagrebu i Pazinu u Istri, a u Splitu su pobjedili liberali. Znači, nisu ista partija. Samo to, naravno da je najveći fokus bio na Zagrebu, pa onda i na Splitu. U Zagrebu se nije ni očekivalo zapravo da HDZ pobjedi ili uđe u drugi krug, prvo zbog lošeg kandidata, drugo što HDZ stvarno nema tu ni neku bazu. Što se tiče predizborne kampanje, naročito drugog kruga, pretpostavljam da svi znate barem jednu pjesmu Miroslava Škore. On zapravo u toj svojoj kampanji nije koristio ništa što već nije viđeno, pogotovo u Srbiji, Mađarskoj, Poljskoj, koja zapravo vrijedi kao nekakav, a nazovimo ga tako, rasadnik ili hub za te društvene pokrete, desne društvene pokrete, ali koji su prvenstveno verzirani, odnosno bazirani u vjerskom fundamentalizmu i vjerskom ekstremizmu, što se tiče same Poljske. Naravno da je narativ bio, obzirom da je sada gradonačelnik grada Zagreba dobar dio svoje karijere proveo u civilnom sektoru, je bio taj da nema niti jedan dan radnog staža, da je cijeli civilni sektor su strani plaćenici od Soroša, njemačkih zaklada, Amerikanaca i sličnih, i naravno da civilni sektor živi na državnoj sisi, odnosno državnim jaslama. I to je u principu cijelo vrijeme se vodilo kroz kampanju i 7 dana prije, zapravo 9 dana prije drugog kruga izbora, Škoro najavljuje da on za 2 dana izlazi sa ekskluzivom, sa brojkama o financiranju, i dao je priliku Tomaševiću da on sam to prije pojasni. On je 2 dana kasnije izašao sa popisom 6 organizacija civilnog društva koje su, nazovimo, povezani sa Tomaševićem i Možemo, a oni su tu povezanost bazirali ili su prije radili u toj organizaciji ili su bili članovi ili osnivači. Čak su išli do toga da, na primjer, evo ja sad sudjelujem na panelu koji organizira Civil, kad tad ja sam taj koji je povezan sa Civilom, samim time Civil je problematična organizacija. Ono što su oni napravili, uzeli su financijska izvješća svih organizacija koje su javno dostupna od 2013. koji je zakonska obaveza. Znači, to je nešto što nije novo, nisu oni ništa iskopali i sve što su napravili su zbrojili ukupan prihod organizacije, bez obzira na izvor, i objavili screenshot Excel tablice. Idući dan taj popis je sa 6 organizacija narastao na 15. Idući dan je narastao na 28, idući dan, tako da su oni kroz taj tjedan samo dodavali organizacije koje su našli na Google, uzeli izvješća, pozbrojili i sve stavili u istu priču, zapravo gurajući taj svoj narativ o stranim plaćenikima. Kako su organizacije na to reagirale, nije bilo nekakvog zajedničkog istupa ili koordinirane borbe protiv toga. Nekoliko organizacija je izašlo medijski sa svojim priopćenjima. Osobno mislim da je civilno društvo moglo, a nije iskoristiti tu priliku da komunicira svoj rad i svoje rezultate, jer je napokon došlo u fokus sam njihov rad. Mislim, naravno, mi smo u kampanji imali i lažne ankete koje su se predstavljale stvarima, sad sebe čujem. Da, čujemo se. Dobro. Bilo je lažnih anketa koje su se predstavljale reprezentativnima. Bilo je telefonskih poziva građanima kao anketari gdje bi se zapravo bešalo protukandidate. Ne samo ovog jednog, nego i u prvom krugu
prvom krugu sve ostale, što je na kraju, kad su se vidjela financijska izvješća kampanja, vidjelo zapravo da je to iz Škorinog tabora. Tako da mislim da se ovdje prvi put vidjelo da jedan kandidat radi protiv apsolutno svih, pa čak i onih koji su na njegovom političkom spektru. Ono što mislim da je tu najzanimljivije su novinari zapravo vidjeli i istražili je bila podrška španjolske organizacije koja se zove Citizen Go, koja ima podružnice, evo vidio sam baš neki dan da zapošljavaju koordinatora za Europu, koja je stranica za u principu ne ankete, nego peticije, tako je. Peticije gdje oni zapravo skupljaju mailove i onda šalju zapravo propagandne materijale za ili protiv određenih kandidata, pa i vrlo se mobiliziraju. Vidjeli smo sad kad je u Europskom parlamentu bio izglasavan rezolucija o seksualnim i zdravstvenim pravima žena, koje je Fred Matić bio raporter, da su vrlo aktivni, a za tu organizaciju zna se, Arte, njemačko-francuski kanal, je otkrio da su financirani od strane Rusa. To je primjera radi naših lokalnih izbora, sad to možda da stavim malo u širi kontekst. U Hrvatskoj je dosta jak utjecaj već spomenutih vjerskih ekstremista, vjerskih fundamentalista, koji jesu dio europske mreže, pa rekao bi čak i globalne mreže pokušaja utjecaja na javne politike, pokušaja promjene javnog mijenja, naravno s ciljem smanjenja prava, naročito diskriminiranih skupina, zabrana pobačaja, LGBT prava i slično, gdje se otkrilo da su i financirani i od Amerikanaca i od Rusa. Znači tu je zapravo zajednički cilj. Imaju, moja je neka procjena da to Amerikanci rade, Amerikanci to prvenstveno njihovi američki evangelici financiraju, tako da zapravo oni na neki način tu izvoze svoju radikalnu ideologiju, dok s druge strane moja procjena da je ruski interes tu, on jest vjerski ortodoksni ekstremni, a s druge strane tu je interes zapravo raditi nered po zemljama Europe, naravno i Europske unije i zemalja koji nisu u Europskoj uniji, gdje mislim da pružaju dodatnu podršku tim organizacijama u zemljama koje su u procesu priključenja EU. Bilo u pregovorima ili ne, vidimo da stvaraju, reći to tako, alternativno civilno društvo. Vidimo bezbroj udruga se osnivaju, nekad su to novi ljudi, nekad su to izmješani ljudi, sigurno to vidite i u Makedoniji. Neću uzimati još puno vremena jer mislim da o ovoj temi možemo pričati 4,5 dana, tako da se lako i nadovežem i ako ima pitanja, evo, čisto Svakako, zahvaljujem Ivane. To što go slušnavme od kolegata Blažević od Republike Hrvatska, mislim da reći si kako fotokopija može da se opiše tokmu situacijata koja so godini evidentna vo našата zemlja. Spored ona što go najaviv prethodno, jaz bi sakal da se vratime malku vo fizički od ovde prostor kada što se navodjame i da porazgovarame, da slušneme što ima za ovo da kaže naši od kolega Kočo Andonovski, koji dođe od LGBTI centar pri Helsinški komitet. Čovjek sam mnogo bogato iskustvo, aktivista, čovjek koji prava pred sve spored mene i se razbira, čovjek koji gi poznava ovije priliki i sami od te žrtva česta meta na crnata propaganda. Koji su iskustvata? Zašto je ovaka i što treba da napravimo? Što možemo da napravimo? Благодарам, Джабер. Голем дел од искуствата заеднички ги стекнавме. Точно. Во една борба која беше долга и тешка, но успешна.
Генерално и предходните говорници кажа, ние можеме овие напади врз граѓанскиот сектор да ги подведеме под две тематски целини или под два дела. Првиот дел се пари, а вториот дел се заговор, закана, некаква закана според вредности. И тоа се тие два дела кои генерално со години, децении наназад доаѓаат. Кај нас ти веќе спомна, тоа почнува уште со 90-тите со плурализацијата, кога политичките елити, проучувајќи го веројатно западниот модел, сваќаат дека главно критичарите кредибилни на политичките елити се граѓанските организации. И од тогаш почнува еден напад кој пред се тогаш оди со оној дел на парите, заради тоа што кај нас се уште општеството ниту е така изградено, ниту профилирано, за да се уште немаше одредени профилирани групи кои се застапуваа за себе, за да можат вредносно да ги нападнат или да а во исто време тогаш политичките елити исто така она што им беше најважно веројатно беа парите. И така почна и нападите кон граѓанскиот сектор, пронаоѓајќи одредени случаи на некакви проневери на пари или не знам кои не, сигурно е дека и се дешавале во граѓанскиот сектор, како и во секој сектор, секако дека некаде има. Меѓутоа тие тоа го искористија за да створат една генерална слика дека граѓанските организации, тоа се перални на пари. Тоа се тие проневерувачи. И тоа, ако може да забележите, се уште не следи тоа, се уште не е, иако ние сме можеби најтранспарентните организации, институции или било што постојат во државата. Никој друг не е така транспарентен. Никој нема 5 ревизорски извештаи годишно. Никој така отворено на своите веб страници не ги објавуваат финансиските извештаи. И се она што се случувало финансиски во организацијата преку годината. И покрај сето тоа, постигнатата транспарентност на која работевме многу, се уште тоа не може да се избрише, тоа петно, тоа која е од првата кампања која почна против граѓанските организации уште 90-тите и крајот на 90-тите, се уште трае за жал. И тука можеби Павле, како што кажа, тука тој наш слаб одбранбен механизам. Ние немаме аналитички центри. Ние немаме цели PR кластери во нашите организации и заради тоа тешко и се бориме против овие. Тоа со парите продолжи и понатаму на различни начини. Последно беше, го спомнајте, од режимот на Груевски, па ние во нашата организација имавме 6 месеци биро на кое цело работно време еден инспектор од УЈП го поминуваше 6 месеци кај нас, во 9 доаѓаше, во 5 си одеше. Ливче по ливче. Познато. И не можеше ништо да најде. Секако. Немаше што да најде. Немаше што да најде. Меѓутоа, сакам да кажам дека тоа се уште си влече и се уште влече од таа прва тема на напад на граѓанските организации, односно парите. Втората тема, вредносната, е малку потешка и потешка и за одбрана, заради тоа што во меѓувреме она што се случи, затоа што Павле многу добро го детектира тоа и на глобално ниво како се случува. Ние токму во Загреб имаме и една како да кажем, група на луѓе, активисти и организации кои комуницираме на различни начини, порано повеќе физички, сега скоро исклучиво електронски, каде што споделуваме различни информации и истражувања, затоа што има луѓе кои се занимаваат со ова за среќа. И она што може да се забележи е дека она што почна малку стихино,
од 70-тите години во Америка, значи со Никсон и цела таа ера, кога за прв пат десничарите почнуваат да сваќаат дека пропагандата може да ја користат во своја корист. Тоа се развиваше на различни начини со успони и падови, меѓутоа добива еден страшен буст од почеток на 2000-тите години со Путин, доаѓање на власт на Путин и сваќањето на Русија дека она што ние многу добро го знаеме кои сме Титови пионери родени малку порано, што значи да кажеш нешто што не е вистина, сите да климаат со глава. Ако дојде зорб дека мора да се открие дека не е вистина, ќе смислиме уште поголема невистина. Точно така. И тоа на нас не се случува. Она што од доаѓањето на Путин и започнувањето на оваа војна, Трета светска војна да ја наречеме, информацијска, дезинформацијска војна, не знам како да ја наречем, она што они го сватија и го презедоа нашиот начин на организирање и на комуницирање. Што претходно го нема. Претходно беше многу стихино, парцијално, во различни делови од светот, различно се случуваше и се. Она што они го презедоа е граѓанскиот модел. Моделот на граѓанско општество кое пред се го развија прогресивните и левите сили во демократските општества. И според кои ние функционираме. Така е. И Богоевски и Блажеvić всушност го зборуваат тоа дека се прават паралелни всушност групи кои се представуваат како граѓанско општество за да можат да ја спроведуваат таа кампања. Да, не само што се прават, они се веќе изградена мрежа. Именно. И затоа, како што каже и Павле, затоа вие можете да ги видите наративите кои започнале, не знам, ќе отидете во Јута, ќе го слушнете, ќе дојдете у Велес исто да го слушате. Или домаќинкава од Битола, која е експерт за образование. Да. Значи, тоа се страшни работи, ние на времето ги викавме реакционери. Тие се реакционери. Тие луѓе се реакционери. Тие не сакаат прогрес. Тие не сакаат одредени групи за тоа што се освестиле политички. Да постигнат одредени права или еднаквост или нешто. Тоа е нивната реакција. Нивната реакција е негативна. И затоа јас ги викам реакционери се тие луѓе. И ова целото има една линија на движење кое се обскрбува, се храни на многу специфичен начин, веќе познат и еднаш веќе искусен. Знам дека не е популарно овој збор да се употребува, меѓутоа сега ќе морам. Меѓутоа, овде е хранење на едно фашистичко чудовиште. И тоа почна многу конкретно со соросоидите. Глобалниот напад на Сорос. Тоа е антисемитизам. И тоа не може никако поинаку. Меѓу другото, да. Меѓу другото, меѓутоа во основата на сите овие реакционерни мрежи е антисемитизмот. Една од основите. Има повеќе елементи и таа беше првата со која они се обскрбија и се нахранија. Тоа е антисемитизмот. Продолжија со, тоа е веќе вредноста, нели, кешо заговори, закана. ЛГБТИ движењето, кое се представуваше до екстремно монструозни начини, кое доведува до дехуманизација на цела една група на луѓе. Не само на активистите, не само на граѓанските организации, туку на цела една група на луѓе тотално ги дехуманизира, што услови да може некој да дојде и да напаѓа центарот беше 6 пати напаѓа. Кој доаѓа и да сака да одземе нечи живот. Значи сликата него му е тотално дехуманизирана за таа група. Таа група веќе не е човечка. Точно. И јас можам да ја нападнам и можам да ја го одземам животот, затоа што веќе не е човечко. Тоа е фашизам и ништо друго. Да, затоа реков, не е популарен зборот да го употребам, меѓутоа ако ги гледате степените, како се развива сето тоа, антисемитизам, дехуманизација на цели групи на луѓе,
правење на непријатели на тие групи, на луѓе на народот, плашење на народот. Тоа е, ако одиме понатаму, ќе видите, сега немаме време, не би сакал да одземам премногу време, меѓутоа, ако навистина еве да имавме еден аналитички центар и ние, ќе видевме дека уште повеќе елементи почнуваат да се покажуваат и храни едно навистина фашистичко чудовиште. Она што е среќа во сето ова, што на ваквите чудовишта секој ден им треба да се хранат. А тоа значи дека секој ден им требаат нови групи на луѓе, се додека тие групи на луѓе не станат мнозинство. Тоа се случи кај нас и јас верувам дека тоа ќе се случи на глобално ниво. Она што е страшно е што пред да биде подобро ќе биде полошо. А ние ќе треба да го изживееме сето тоа. И само ќе додадам последен изблик на сето ова е нападот на реформата во образованието. Нападот на реформата во образованието не е случајна и не е наивна. Не се работи за напад на дигитализацијата, иако и тука има елементи на некакви кругови финансиски кои ќе изгубат пари од печатење на книги и сето. Тоа верувам дека има и такви проблеми. Меѓутоа главното е она што успеа режимот на Груевски, односно одредена структура од тој режим, да го инсталира во нашите учебници, а тоа е тврдиот патриархат, каде што ние сега, после, мислевме некои работи 45-та сме ги расчистиле, меѓутоа не, ние сега во овие учебници имаме слики во кои жената е само со средства за чистење и мажот е само со далинското пред телевизор. Овој напад врз реформата, еден голем дел е токму да се избегне чистење на учебниците од овие страшни, најтврди патриархални содржини кои они успеа внатре да ги вметнат. Другото е она за што нив им користи, дехуманизацијата, односно сеопфатното сексуално образование, за кое јас дури и принтав тука што све има. Значи, родовата идеологија се шири како канцер на светот. Вие замислете за една група за трансджендер луѓето, и они прават тотална дехуманизација. Значи, они не се веќе луѓе, они се идеологија. Значи, како може човек да е идеологија? Самиот човек. Човекот може да верува во одредена идеологија или не, меѓутоа, он да биде идеологија. Тоа е дехуманизацијата. Многу суптилна, али е дехуманизација. И утре некој може да оди и да убие некога. Точно така. Зато што идеологија не е човек. Така да, покомплексно не би сакал да се можеме... Јас само да допълнам дека патриархатот е само средство кое се употребува, контравредност, да кажеме, која би се употребила. Воопшто нема потреба од правдање во поглед на избирањето на термините фашистички или фашистички монструм, бидејќи тоа, ако погледне човек, не мора да биде ни посебно голем експерт или историчар, ако погледне низ историјата, особено во 20-тите години во Италија или 30-тите години во Германија, други фази или, ако сакате, и сталинизмот, ќе забележите дека тој начин на однесување на одредени политички структури, особено ако дојдат на власт, гледаме дека токму овие начини ги одбираат и тоа не е ништо непознато. И јас мислам дека ќе биде полошо пред да стане подобро, но ние нема да преживуваме, туку ќе стане подобро затоа што нема да дозволиме да стане перманентно полошо. If you see what I mean, што би рекле, нели, на англиски. Јас би сакал сега да одиме повторно во онлайн просторот, да го слушнеме Милан Спировски, кој е проектен истражувач од Сдруженијето на новинарите. Тој секако дека има одредени сознанија кои би можеле да ни послужат како дел од оваа дискусија. Сигурен сум дека има многу повеќе од времето што ни е на располагање. Здраво, Милан, повели, кои се вашите искуства?
Добар ден и од мене. Благодарам за поканата и можноста да учествувам на оваа панел дискусија со колегите од останатите граѓански организации. Како што ме најави, мојот име е Милан Спировски, сум проектен истражувач во Сдруженијето на новинарите на Македонија, еве скоро не цела година. Би сакал да се осврнам во оваа панел дискусија на сегментот кој е во контекст со денешната тема, а е во директна врска со она што ние како ЗНМ го работиме, а тоа е кога новинарите биле предмет на кампања и пропаганда, бидејќи ние застапуваме новинари, не организација, како дел од граѓанското општество во поширока смисла спаѓаат новинарите. Постојат интересни примери кои сакам да ги споделам со вас во текот на, односно во контекст на денешната тема црна пропаганда против граѓанското општество и ќе се задржам на неколку. Како пример кој што би сакал да го истакнам, во изминатиот период, поточно во 2020 година, е примерот со колегите од истражувачката репортерска лабораторија ИРЛ, каде ние како ЗНМ и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници реагиравме на непримерната комуникација со една приватна клиника која не би сакал сега да ја именувам, кон новинарите од редакцијата на ИРЛ по повод една нивна сторија околу COVID-19 пандемијата, насловена како пандемиско профитерство или грижа за заедницата. Таа сторија беше објавена во март 2020 година и како засегната страна во текстот од една приватна клиника во Скопје испратила реакција до редакцијата на ИРЛ, што е нивно секако легитимно право, но сепак проблематично во нивното барање што на многу дрзок начин ги клеветат и ги навредуваат новинарите кои што работеле на таа истражувачка сторија, а притоа без доволно аргументи во својата реакција бараат извинување и повлекување на текстот на ИРЛ. Ние како Сдружение на новинарите на Македонија и самостојниот синдикат го оценивме тој случај како недопуслив. Мислам да не би било доведено како пракса тоа. Исто така има еден друг пример кој што е малце потазе од пред скоро еден месец, каде што пак тема на анализа е колегите од ИРЛ, каде што имаат добиено тужба од господинот Кочо Анѓушев, кој како форма на притисок кон новинарите се јавува нели влијателен и богат човек кој бил носител на висока државна функција. Со тоа што, значи, со таквиот начин на комуникација во овие примери тие навлегуваат во самиот кредибилитет на новинарите и се обидуваат да ги дискредитираат, а не да ја аргументираат критиката упатена кон нив. Ние како ЗНМ веќе подолг временски период соработуваме со регионалните здруженија на новинарите од Западен Балкан. Тука можам да ги набројам здруженијата од Хрватска, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија. И тука можам чисто како компаративен пример и искуство да го споделам во контекст на темата, дека ние излегуваме како земја, дека не сме баш најлоши во овој контекст, но многу е битна и актуелна ситуацијата со колегите од независното Сдружение на новинари во Србија, односно кратенката НУНС. Тие има некои подолг временски период беа мета на страшни притисоци и црни кампањи од страна на владеачката структура во Република Србија, или по-прецизен да бидам владеачката партија Српска напредна странка, каде што го имаат искористено акронимот на Сдруженијето НУНС да испечатат некои флаери
во смисла на да стои текст како несреќно здружение на непријателите на Србија и тие биле залепени пред самиот влез каде што се наоѓаат канцелариите на Сдруженијето. Во тој случај се сумњава дека станува збор за професионално организирана црна кампања од страна на владеачката структура таму, која што потикнува омраза заради тоа што флеерите биле испечатени во боја, во многу квалитетна форма на хартија и најверојатно во поголем тираж со цел да бидат дистрибуирани на други јавни површини или институции. Сите тие инциденти биле пријавени во полицијата и во обвинителството, кои што започнале некоја постапка, но до сега нема разрешница, што е сепак еден гогорлив проблем во овој сектор. Така што тука би сакал исто да напоменам дека притисок кон непрофитните медиуми, од кои дел се занимаваат со истражувачко новинарство, е намален во споредба со периодот до 2016 година, кога новинарите и уредниците од овие медиуми често беа во јавноста дискредитирани на лична основа и кон нив се користеше говор на омраза поради критичките текстови за тогашните власти и локалните моќници. Најголем дел од тие медиуми го имаат прифатено или се однесуваат согласно етичкиот кодекс и според насоките за етичко известување во онлайн медиумите, за чие спроведување се грижи кај нас во земјата Советот за етика во медиумите на Македонија. Но сепак и понатаму има многу примери на закани кон новинари или активисти од граѓанскиот сектор на социјалните мрежи. За дел од нив се поднесени пријави и до Министерството за внатрешни работи, односно да бидам попрецизен, пријавите се доставени до секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при централните полициски служби со барање да се постапи по нив, но до сега ниеден случај нема добиена судска разрешница. Иако во одредени случаи стануваше избор за експлицитни закани, но за жал за дел од случаите добивме и известување од Министерството за внатрешни работи дека е ненадлежно да постапува, со кое што имаше внатре со правна поука дека оштетените страни приватно треба да тужат за загрозување за надличната безбедност. Кај нас во изминатиот период, значи во однос на црните кампањи против граѓанските организации во државата, ситуацијата е подобрена ако се спореди со пред 5 години, но сепак бележиме вулгарни напади и квалификации во сегашно време, и тоа од представници како и на парламентот, така и представници на поголемите политички партии кон новинари или група на новинари за кои предпоставуваме дека се мотивирани од недостаток на капацитет на јавна критика кон оние луѓе. Слободните медиуми и новинари воопшто се основа, значи, за функционирањето на секое демократско општество и предуслов за таа слобода е можноста да работат оние медиумски професионалци, значи да работат во атмосфера која што е ослободена од навреди и од закани. Новинарите работат за јавноста и дозволено е нивните постапки да бидат предмет на критика, но само доколку тоа е аргументирана, културна и не предизвикува говор на омраза или повици за загрозување на нивната безбедност. Добро е во денешно време што има јавни осуди од јавни личности кон овие појави, но сепак за грубите навреди на правата недостасуваат, мислам дека се уште правни механизми за заштита и како да кажам, и проактивност на самите институции, но пред се на основното јавно обвинителство. Се надевам дека сум со времето окей. Да, апсолутно, и добро беше да го слушнеме и гласот на Сдруженијето на новинарите, особено во еден ваков формат кој се заснова на истражување, на анализи,
на искуства изнесени во ова кратко, но сепак со податоци на биено време. Јас би сакал да подсетам дека невладините организации во Македонија често се нападнати на најразлични начини со огромни средства. Познати се и скандалите кои се однесуваат на Оливери парите, Оливери еврата кои се слеаја 2018 година во неколку медиуми со цел да се спречи одреден процес, а најважните, најглавните мети не беа политички партии, туку беа токму граѓански организации. Во предизборие или во текот на изборните процеси многу често е чудна ситуацијата во која одредени политички структури, односно партии, попрво напаѓаат невладини организации, отколку своите директни политички опоненти. Тоа е една ситуација која е навистина фрапантна, но ако размисли човек малку подобро, ќе разбере и зошто е тоа така. Се разбира, го замолувам и дескот на Цивил Медија, ако може да го објави уште еднаш на Facebook страницата на Цивил, текстот објавен на веб страницата на Хайнрих Бел Штифтунг, како и на неколку други западни медиуми за 3 мај, за нападите, за случајот на Цивил и за нападите, ги повикувам и учесничките и учесниците што беа тука, го има и на англиски, на германски, на албански, на турски, исто така истиот, како и на македонски, на Цивил Медија, истиот текст, па и тука да биде мал придонес кон читањето, понатамошното читање на материјалите, да се вратиме од онлайн просторот малку повторно овде и да го слушнеме нашиот гостин, колегата Ризаов. Горан Ризаов ни доаѓа од фондацијата Метаморфозис, која, еве, гледаме повторно е мета на црната пропаганда, фокусирано, таргетирано. Фондацијата Метаморфозис е издавач на повеќе многу важни медиумски проекти, меѓу кои ќе ги споменам само два, тоа се Вистиномер и Критинг, меѓутоа тука е и новинската агенција Мета, која е секогаш со проверени, се разбира кога ги имате тие ресурси, со проверени вести, со проверени содржини кои се извонедно важни и за другите медиумски платформи во земјата, слободно, бесплатно може да се дојде до нив и тоа веројатно е дел од пречките поради кои вие сте мета на овакви напади на црната пропаганда. Што се случува, колега Ризаов? Да, благодарам многу. Значи, да, ќе го спомнам и порталот на албански јазик портал. Портал се разбира, да. Тоа се генерално медиумите кои што ги издава Метаморфозис. Метаморфозис е релативно поголема граѓанска организација во споредба со просечниот број на луѓе кои што работат за една организација и речиси половината од луѓето таму се новинари. Имаме 3 медиуми кои што ги набројавте, да не повторувам, и имаме и други програми на кои што работат во останатите работени. Она што многу загрижува е што, мислам, одлично ова што го спомна колегата од ЗНМ, нашиот пример не го извлече како поединечен, меѓутоа влегува во некои од работите што тој ги кажа. Она што многу загрижува е што од минатата година од ноември Метаморфозис стана цел на еден организиран напад на социјалните мрежи. Во што се состои тој напад? Тој напад се состои во објавување на слики, фотографии од нашите работени во форма на некролог на Facebook, со имење и презимење и така натаму, да не набројувам сега. И потоа во коментарите има еден куп повици на насилство. И тоа е за нас многу загрижувачки, ние тоа трае веќе 7 месеци. Ние го пријавивме во институциите, значи во МВР, јавно обвинителство, но тоа нема ништо. Значи нема никаква реакција. Излегува со соопштение за ЗНМ и ССНМ и тоа тука заврши, а кампањата се продолжи и се уште трае. Сега луѓето што се ставени на овие фотографии не се сите новинари. Еден или двајца се новинари, останатите се луѓе што работат во администрација, во финансии. Тие луѓе, за нив тоа делува многу лошо. Значи, тие луѓе не се навикнати на таков начин да бидат ставени пред јавноста и да бидат обвинувани и така натаму, дека
дека ја продале државата, дека се продавници, да не набројувам сега што. Дека треба да писат на бангера и слично. Значи, тоа навистина влијаеше и врз начинот на нивната работа. Секојдневието нивно, не само на новинарите, туку и на останатите. За жал, реакција се уште нема. Се надевам дека тие повици на говор на омраза нема да се увистинат, односно нема на вистина да се нападне некој од вработените од Метаморфозис. И се надевам дека институциите ќе реагираат пред тоа да се случи. Бидејќи тоа трае со месеци, навистина е загрижувачки. Мислам дека најголемата причина поради која што ги добиваме овие закани е нашата соработка со Facebook, односно проверката на факти од трети страни. Зошто тоа многу им пречи? Затоа што успеа. Затоа што има влијание. Затоа што ги влие врз нивниот опсег на нивните дезинформацијски наративи. Тој се намалува и тоа нив им пречи и затоа реагираат вака со лични напади на луѓе што реално кажам немаат никаква врска со таа соработка со Facebook. Значи со Facebook соработуваат новинари со огромно искуство, кои со години работат на тоа, вистина мер постои 10 години. Така што мислам дека тоа е осмислен напад, каде покрај неколку новинари што се наредени на тие некролози, се ставени и другите луѓе што немаат никаква врска со тоа, само за да им се влијае на нивната работа. Но, за среќа, не само што не влијае негативно, туку тоа не окуражува уште посилно да работиме и уште посветено да ги проверуваме овие дезинформацијски наративи, да ги разобличуваме, дали како што се вели. Иако имам чувство дека сме оставени сами на себе. Дека немаме подршка прво од институциите на системот, јавното обвинителство, а потоа и од другите граѓански организации. Јас би сакал тука да искористам приликата да споменам дека токму Фондацијата Метаморфозис е една од првите организации кои се одзва на нашиот повик за поддршка на една неодамнешна иницијатива која ја започнавме, имавме само еден координативен состанок ми се чини и чиј работен наслов беше организиран одговор на црната пропаганда, дезинформациите и говорот на омразата против граѓанските организации. Јас мислам дека токму таму и мислам дека сите што зборуваа денеска ја начна повеќе или помалку некаде дури директно подлабоко како во случајот со Богоевски дека потребен е организиран одговор на ваквата да се разбира. Бидејќи нападите се вршат на организиран начин. Значи тоа се стотици објави на Facebook. Тоа не е еднаш или два пати. И одат во бранови. Еден месец, па друг месец, па трет месец. Се споделуваат од истите акаунти, значи тие се веќе познати и така натаму. Одговорот на тие напади мора да биде исто така организиран. Точно така. Значи, ако сакаме да се справиме со навистина да има ефект и тоа да таквите напади да се маргинализираат, да не бидат толку важни, да не добиваат толку голем ричи, да немаат влијание на социјалните мрежи, бидејќи сега се прави по социјалните мрежи, ние треба организирано да одговориме. Да, проверка на факти има влијание, да, соработката со Facebook има влијание, меѓутоа тоа е само дел од таа борба. Ние мора организирано заеднички да настапиме, а на наша страна треба да бидат институциите на системот, бидејќи во овој случај станува збор на кршење на законите. Значи, повик на насилство, буквално. Се работи за серија кривични дела кои се пропишани, односно регулирани во кривичниот законник. Јас исто така сакам да ја споделам и загриженоста за колегите во вашата фондација, меѓутоа и за сите наши колешки и колеги и во нашата земја и се разбира на секаде низ светот. И исто така да изразам и надежда дека институциите конечно ќе ја разберат заканата пред навистина да видиме цела лента од
тела во пластични vreći. Она што е уште позагрижувачко е што политички партии се вклучени. Да, апсолутно. Професори на универзитет се вклучени. На академија, новинари во еве, не знам како да ги наречам, инсталирани медиуми, тоа не се само трол фабрики, анонимни лица, туку навистина луѓе кои имаат своји позиции во општеството и во институциите, и образовни, па ако сакате и во правосудството. Имавме еден бивши председател на судот, на кривичниот суд, кој беше познат по својата вулгарност, меѓутоа и по експлицитните повици за насилство. Имаме ситуација, јас моето скромно искуство, јас сум под тужба практично цело време во моментов и од човек со висок чин во армијата на нашата земја, и така натаму, и така натаму. Знаете, имате ситуација во која тоа се проминентни луѓе кои ја уживаат неказнивоста во земјата и продолжуваат со кампањата, со црната кампања против граѓанското општество. Повели Коче. Јас сега само да додадам, едно време на почеток кога почна таа дезинформацијска кампања и се, ние доста зборувавме за тоа дека ни треба медиумска писменост, Јас не сега после толку години мислам дека не е проблем медиумската писменост или неписменост. Во суштина се работи дека они знаат дека 30%, значи джинот е излезен од шишата. Точно. И на овие 30% им треба нешто што ќе им го потврди ставот. Воопшто не се работи дали се писмени или неписмени медиумски. Нив им треба и они бараат да прочитат по медиуми, по портали, она што ќе го потврди нивниот став. И тука е работа и ние ќе мора да го најдеме одговорот, а се уште го немаме. Точно така. Ја имаме на линија и колешката Марина Шкрабало, а се јави за збор и Марина, Бог и теби, хвала што си с нама. Имаш ли кој коментар на ово што смо данас чули овдje? Puno vam hvala svima na pozivu. Jako nam je drago, evo želim reći u ime Zaklade Solidarna, privatne zaklade za zaštitu ljudskih prava i solidarnost u Hrvatskoj, da nam je drago da ponovno surađujemo sa civilom nakon što smo evo svi nekako preživjeli i mentalno i fizički ovu tešku prošlu i pretprošlu godinu, godine velikih promjena i pozitivnih i negativnih i u Zagrebu i u Skopju i u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i u cijeloj Europi i svijetu. S jedne strane, moj je dojam da smo svi postali dosta svjesni toga da ne možemo uopće više, da bi se više ne smijemo zavaravati, da su dezinformacijske kampanje koje su strateške, koje znači nisu neka vrst samorefleksije, nekakvog zeitgeista ili demokratizacije interneta kao takvog, koji širi prostor sloboda, ali širi prostor konfuzije i nesporazuma. Znači da se tu se radi o strateškim, taktičkim, politički i ekonomski motiviranim kampanjama koje igraju ispod pojasa, koje izrazito iskorištavaju podreguliranost, lošu regulaciju i još goru monitoring, općenito prostora medija, gdje zapravo cijela normativa i institucije kaskaju za realitetom digitalizacije koje smo sad totalno intenzivno izloženi. U tom smislu meni se čini ono što mi kažemo da je ova prljava igra će ostati u našem gradu. Nemojmo se oko toga zavaravati. Na nama je da se bolje pripremimo i zaštitimo i budemo realni oko toga koje tipove kapaciteta nezavisni novinari, aktivisti, aktivistkinje i građani koji su meta takvih kampanja, to je onaj movable middle. One ljude koje
oni pokušavaju spriječiti da se pridruže progresivnim pokretima ili da se pridruže otporu protiv vrlo doktrinarnih, polarizirajućih političkih agendi koje su u biti nedemokratske, što je govorio i naš prvi govornik, vrlo jasno o tome da zapravo je glavna meta, nisu žene, nisu novinari, glavna meta je demokracija kao takva. I koncept demokracije koji nije vladavina većine, pa nek nam je dobro, nego je vladavina u kojoj se različiti glasovi mogu čuti i gdje većina želi brinuti o raznolikosti, o manjinama. Znači, to je pitanje koncepta demokracije s koje oni zapravo žele izrezati koncept ljudskih prava koje se temelje na konceptu raznolikosti, a ne homogenosti. Ono što ja bih samo htjela možda podijeliti s vama nekoliko uvida koji su naši uvidi ili naravoučenja ili lessons learned o tome što smo naučili kroz ove godine, a sad stvarno i kulminaciju tog targetiranog dezinformiranja javnosti i potkopavanja kredibiliteta rada onih koji stoje iza progresivnih vrijednosti. Prvi je uvid da što te ne ubije, kao što jako dobro znamo, učinite jačim u pogledu razumijevanja vlastitih slabosti. Znači, ja mislim da su djelujući u neprijateljskom okruženju i krizi, mi recimo, reći ću što se tiče organizacije civilnog društva u Hrvatskoj, vrlo je jasno da je jedna slabost, strukturalna slabost, manjak vremena, energije i truda koji se ulaže u komunikaciju istinskog utjecaja koji te organizacije imaju na građane. Na jeziku, u formi koju ljudi razumiju. Izaći iz meta jezika. Konkretno pokazati građanima šta znači podrška, šta znači nama je stalo do života svakog od vas, ispričati priče o tome koliko se mladih ljudi nije ubilo zato što postaju LGBT skupine. Koliko ljudi nije iz Makedonije iselilo zato što su mogli naći prostor u kojem su se mogli osjećati kao subjekti, kao kreativni agenti, jer su našli neki prostor za kulturno izražavanje. Inače bi otišli ti umjetnici van, ne bi ih bilo. Znači, pokušati to prevesti u konkretni impakt, to komunicirati kontinuirano i voditi računa o tome da u jako siromašnim društvima u kojima su ljudi užasno isfrustrirani, jer niti nijedna reformska agenda se ne može materializirati dovoljno dugo, čak i iza toga stoje dobre namjere, jer su kapaciteti društveni općenito za suradnju užasno mali i za promjenu, da ljudi reagiraju cinično na sve što je šuplja priča. Znači, mi smo naučili da evo recimo nama u Solidarnoj ogroman trud koji ulažemo u humanitarni rad, ali koji je uvijek vezan uz ljudska prava, jer mi uvijek gledamo i na Baniji, na potresu, kom je najteže. Svima je teško, ali nekima je još teže. I ajmo vidjeti kako možemo povezati A, B i C, Bad Blue Boyse, Franjevce, anarho-aktiviste i slično u jednu zajedničku mrežu koja će zapravo ljudima pokazati da smo jedni drugima ljudi i da tu crpimo snagu za to da naša društva se ne mogu, mislim, ako ćemo ići u daljnju polarizaciju, nas neće biti. Jel? O tom se radi. Znači, prva je stvar naučiti se da nam je slabi bok komunikacija toga što je naš doprinos jezikom koji ljudi razumiju. Druga stvar koja je nama cijelo vrijeme tenzija, ne znam kako je to kod vas, ali mislim da je, da li staviti nešto na ignore i ne dati im povoda za daljnje multipliciranje skandalizacije javnosti ili ih tužiti. Jel? Ili poduzeti ići u tužbe. Recimo, mi kao Solidarna nismo htjeli do sada ni jednom ići u tužbu i jako malo pišemo demantija, zapravo jako pazimo da im ne damo povoda da se još pregrijavaju na nama, zagrijavaju na nama. S druge strane se osjećamo poniženo zbog toga, realno,
zato što je strašno začitat nakon toliko truda da smo mi uhljebi, a imamo ono manje od 1% prihoda iz javnog proračuna, ili da smo mi znači neka vrst mezimca jednog jedinog korporativnog donatora u Hrvatskoj, Emila Tedeskija, a imamo 600 korporativnih donatora i njegova donacija iznosi manje od, ne znam, 1 promil naših prihoda. Razumijete, to je naporno i nekako ponižavajuće, ali postoji ta dilema kada i kako taktički postupiti. To je vrlo teško. U takvoj su situacije posebno novinari zbog ovih slep tužbi, znači pseudo, ta okupacija pravosuđa gdje se opet fejkaju, fabriciraju lažni postupci, stvaranje šume u javnosti, percepcije toga da se svi samo tuže. Znači to je sve jako, jako sklizak teren. Ono što nam je tu važno, konzultacije, dobro se povezati, stvarati kapacitete za odgovor, za strateški odgovor. A to znači dobra savezništva sa odvjetnicima, sa pravobraniteljstvima, savezništva između aktivista i novinara, taktička razmjena informacija i svijest o tome they are here to stay. Ta prljava igra ostaje, ali ono isto svijest o tome da se na evropskoj razini barem sve što se događa nakon Brexita postaje jasno i upalile su se političke lampice, o čemu govori i posebna grupa, znači u Europskom parlamentu postoji posebni komiti, Select Committee on Foreign Interference, koji je izašao u aprilu sa jednim jako važnim izvještajem, analizom. Ja ću vam poslati taj link i gdje zapravo je očito da se ide prema širem razumijevanju toga tko su sve izborni akteri, da model pakova iz Amerike dolazi kod nas, Special Interest Groups, posebnih donatora, da treće strane treba isto obavezati obavezama transparentnog izvještavanja o financiranju, kao što je pitanje Citizen Go koji u Hrvatskoj uopće nije registriran, ali direktno intervenira u naš izborni postupak sa propagandom koja je poslana na stotine i stotine hiljada građana. I treća stvar, Europska komisija je donijela European Democracy Action Plan, koji vrlo ozbiljno ide prema točci regulacije od autoregulacije društvenih mreža i platformi u pogledu kvalitete sadržaja koji se tamo objavljuju. Znači, razvijaju se alati, ali je strašno važno da evidentiramo stvari, da ih ne normaliziramo, a s druge strane da ne kapituliramo pred time da smo mi samo pijuni u narativu koji zapravo ne možemo više kontrolirati ako pustimo, kako da kažem, ako uđemo u preblizak kontakt. To je ono što nas je dilema. Koliko mi ulazimo u interakciju s njima i time jačamo te snage, a koliko ih trebamo zapravo denuncirati na način da im smanjujemo područje djelovanja. Evo, toliko od mene. Oprostite što sam koristila dosta meta jezika. Ne, naprotiv, благодарам за овие детали, се разбира и за линковите кои ги очекуваме. Извонредна патека за напред. Слушнавме од нашата другарка Шкрабало, Марина Шкрабало од Загреб, од Република Хрватска, од организацијата Солидарна. Во меѓувреме се јави за збор и Павле Богоевски. Дали ќе имаме уште некое? Добро, и тука некаде затвараме заради тоа што имаме веќе веќе имаме малку го пробивме терминот и Деско тако добил некое сувисло прашање, да се изразам на хрватски, да ми го достави, ако не, тогаш ќе затвориме со завршните белешки на нашите гости овде. Само неколку работи што ми инспирира додека ги слушав соговорниците. Прво би сакал да спомнам за преземањето на модел на граѓанско организирање од страна на реакционите сили, кои што ми се спомнаш. Ја би сакал како коментар повише за публиката, колку за соговорниците, бидејќи ние си го знаеме ово. Значи, тоа е тоа што боли. Да. Која од страна ќе бидеме видени ние активистите како ревносно се спротивставуваме против овие ултрадесничарски струи, конзервативистички струи и така натаму, тоа е тоа што боли.
Значи, било кој од нас, активист што бил, знае дека во текот на твоето развивање како активист ти имаш процес на учење на работи, на добивање на определени знаења, кои што знаења највише се однесуваат, најмногу се однесуваат на тоа како функционираат авторитарните популистички режими и како на мирен и насилен начин да направите промена во средината во која што живеете. Сега тоа знаење може да биде употребено на два начина. Прво, како да го промените општеството, а второ, како да станете авторитарен режим. Тоа што боли е таа злоупотреба на знаењето. За активистите тие работи се светост. Тоа е тоа што боли злоупотребата во такви ефтини цели. Поради тоа така ревностно зборуваме и реагираме секогаш кога ќе го видиме тоа. Тоа се случува и во нашата држава во овој момент. Втората работа која што сакам да спомнам се да се доврзам збор два на соговорникот од ЗНМ кој што се јави. Сакам да направам само аналогија дека начинот на напад на новинарите е многу сличен со начинот на нападот на невладините организации. Што е тоа што новинарите, ама овој дел од новинарите кој што го збориме квалитетниот дел од новинарите, што е тоа што не ги издвојува за останатите зборувачи во јавниот простор? Стандардите на известување. Нормите, правилата, прописите, начинот на кој што се прави известувањето, кои аргументи му треба да ги имате, како да ја склопите приказната и така натаму. Што прават овие реакциони сили во таа сфера на новинари со стандарди ти инјектираат една маса на луѓе кои што истата твоја работа ја прават без почитување на тие стандарди. И едноставно го валкаат вкупниот имидж кој што го ставате во општеството. Мислам дека Кочо ти зборуваше за Никсон. Сега сакам да направам многу мала паралела, што е тоа што е различно тогаш, а што постои као сега и како тоа се пресликува буквално на цел свет, што всушност ќе не одведе и кон ова што го говорев до сега, валкањето на новинарските стандарди. Значи Никсон го бутна новинарите. Ако вие направите паралела помеѓу тоа што го направи Никсон Watergate и тоа што сега го правеше Трамп, паралела нема. Тоа што сега го правеше Трамп е десетици пати поштетно за демократијата, по-авторитарно, по-лошо тоа што го правеше Никсон. Сепак Никсон го бутна од власт, а Трамп остана до крајот на својот мандат и се уште представува голем ризик за демократијата. Знаете што е различно? Медиумската средина во САД. Откако Никсон падна од власт, конзервативците, републиканците во САД седна и решија, чекајте, ова не сме да се случува повторно, мораме да имаме начин на одбрана. Како резултат на тоа резонирање по Никсон, во Сената на Соединетите американски држави беше донесен еден закон со кој што се овозможи, и ова е таа револуционарна промена во светското новинарство, се овозможи така нареченото opinion-based reporting. Тоа е законот кој што роди Fox News. Значи, opinion-based reporting, каде што излегуваш ти од позиција на наводител на вести, ама не пренесуваш вести, туку го пренесуваш своето мислење. Тоа се дозволи под капата на слободата на говорот, од која се пушти тоа чудовиште. Се случи Fox News, се случи Алата, се случи Миленко, се случи во Центар и се случи, сега, како кажем, локалното искуство, меѓутоа знаете во која насока. Дали е подобра ситуацијата денеска пред 5 години за невладините организации? Подобре од аспект на тоа дека не се веќе мета на физички напади, дека шансите да завршат во затвор се многу помали. Но денеска имаме друг проблем што е најновиот резултат на реакционите трендови, уривањето на легитимитетот. Значи, на вас во ЛГБТ центар за поддршка не ви треба некој да ви испрати човекот до ИОП кој што ќе ви седи во биро. На биро денеска треба некој со доволно големо влијание врз јавноста да искочи да рече ЛГБТ да, но NGO не. Што се случи? Значи, подривање на легитимитетот со кој што невладините организации ги представуваат групите кои што ги представуваат. Тоа е синџирот кон кој што удираат современите реакционери. И има уште збор два за метаморфозично, но се беше покриена вашата улога на факт-чекер тоа што ве прави проблематични. И за крај само ќе завршам со дело со информацијската војна. Значи, јас завршив студии на факултет за безбедност во Скопје и како поминуваат годините има една мисла од еден професор сега веќе покојен, тој е основач на првата високообразовна институција за кадри од областа на безбедноста, Јордан Спасовски. Тој на првиот час ни кажа првите две светски војни се водеа фронтовски, третата светска војна ќе се води преку медиумите. Не можев да го сватам тогаш што говореше,
ама денеска и тоа како го сваќам. И иако ние можеби не се однесуваме така, нашите противници сега зборувам на национално ниво, веќе се наоѓаат во информациона, тие го нарекуваат информациона војна. Значи имаме твитови од председатели на партии, од лидери на политички структури, кои што конкретно го користат називот информациона војна. Треба да бидеме свесни во каква средина се наоѓаме, за да знаеме како да се справиме со тоа. Се извинувам ако земав повеќе од времето, ќе завршам. Никаков проблем, се разбира, многу пожелни, потребни информации споделивме. Овде да го слушнеме Горан. Благодарам многу. Во ред овој, тоа што го спомна овој закон за opinion-based reporting, постои таква можност која што може да искористат сите медиуми ако сакаат да работат нели врз база на наместо врз база на факти или врз база на мислење. Меѓутоа мислам дека не можеме туку така лесно да се споредиме со медиумите во САД, бидејќи тоа е на вистина развиен медиумски пазар каде што имате високи професионалци, каде што и потекнува нели истражувачкото новинарство. Споредбата со ситуацијата кај нас е малце, да речеме, може на поинаков начин да се направи. Она што ми беше исто важно да спомнам во однос на она што се спомна за медиумската писменост. Да, може би медиумската писменост не е алатка која што директно може да се користи сега во борба против дезинформацијските наративи, но се спомна младите, се спомна образованието и реформите во образованието. Тоа е вклучено во тој реформски процес. Мислам дека е исклучително важно, ако сакаме да влијаеме на тоа овие дезинформацијски наративи да имаат, да бидат маргинализирани, да бидат тргнати настрана, да не бидат толку влијателни. Тогаш, како што е во некои развиени демократи или во Западна Европа, тогаш медиумската писменост е еден од главните чекори што треба да ги преземеме, да биде вклучена во процесот на образование уште во основното образование. Да не зборуваме за средно и за високо образование. А во однос на сегашните напади што ги искусуваме во моментов, значи нема да зборувам, да споредувам со времето на Никола Груевски, кој што нели сега осуден и преведен во странство. Пак ќе повторам дека одговорот на ваквите напади мора да биде заеднички и мора да се вклучат институциите. Институциите, ако не се вклучат, мислам дека тоа ќе продолжи и ќе оди до бескрај, бидејќи веќе не е ограничен бројот на профили кои што можете да ги имате на социјалните мрежи, не е ограничен бројот на групи што можете да ги отворите сега и како група на социјална мрежа можете да се однесувате како индивидуалец. Значи, веќе тоа може да се прошири каде што едноставно нема да може да се стави крај. Така што кога станува збор за повици на насилство, кога станува збор за говор на омраза, институциите мора да реагираат. Благодарам. Со овој повик добро би било и да завршиме на самиот крај, исто како што многу пати до сега сме го повторили и ќе продолжиме со повик до институциите да се ангажираат соодветно на своите законски обврски и се разбира соодветно на интересите, јавниот интерес, интересите на граѓанките и граѓаните. Кочо, Јас само кратко една реченица. Не се става, може би не бев доволно јазен, секако дека е многу важна медиумската писменост. Меѓутоа, воопшто не мислам дека е во ова акутно време одговор во смисла на она што они го прават. Они прават има таргетирано 30%. Ова само сакам да кажем, ова имаме должност, особено истражувачките новинари, да видиме овие луѓе кои ја користат шемата на граѓанските организации, од каде се финансирани? Со кого се поврзани? Ние тоа не го правиме. Ние појма немаме кој го финансира тоа од нас за нас. Секој ден лиферува лажни вести. Секој ден. Не знаеме кој ги финансира, не знаеме со кого се поврзани, од каде им ги пишуваат наративите, од каде ги преземаат. Ние ги наоѓаме, затоа што ги знаем евангелистичките мрежи, ќе ги провериш во Америка. Нас ни треба системски одговор, зборувам од граѓански сектор, особено од истражувачки новинари.
Ние мора да, како што ние сме транспарентни, се објавуваме на нашите веб страници, тие не се. Ние не знаеме кои се тие луѓе и кој ги финансира тие луѓе. Тогаш, мислам дека веќе тоа би било дел од одговорот за кој ние сме должни да го поттикнеме. Апсолутно се согласувам и со тоа, и тоа се разбира работа и на истражувачките новинарки и новинари, и на дел од граѓанското општество кое се занимава со мониторинг. Ние во работата на фондацијата Метаморфозис препознаваме голем потенцијал, се разбира во рамките на Цивил постојат посебни тимови кои се занимаваат со мониторинг, со анализа, меѓусебно си помагаме, разменуваме информации и сето тоа. Тоа ни оддалеку не е доволно, за тоа што е потребно уште повеќе и уште подобар организиран одговор на црната пропаганда, на информацијската војна, како што ја нарече и Павле. Имаме огромен простор за работа и се разбира и за барање токму од институциите се активираат. Но она што е апсолутно важно во овој момент е да видиме што ние можеме да направиме. Делегитимирањето на еден или човек или на една група или на една невладина организација, како што кажавме повеќе пати и повторивме во текот на денешната дебата, има за цел не лично Кочо Антоновски, може би да и тој, меѓутоа тоа е секундарна цел, секундарна мета. И Џабир Дерала е секундарна мета на црната пропаганда. Мета е токму демократијата, мета е демократскиот начин на организирање на граѓанките и граѓаните преку граѓански организации, преку иницијативи и така натаму. Беше многу битна поентата што ја спомна и Кочо кога рече дека тие всушност не се во потрага, делот публиката не е во потрага по фактите. Таа е во потрага по потврда на нивните стереотипи и предрасуди. Работата е во тоа што најголем дел од таа комуникација е штетна, има сериозни последици во јавната комуникација, во јавниот дискурс, има штетни последици врз младите и во еден огромен дел е и кривично дело. Едноставно, тоа е кривично дело. Заради тоа и учеството на институциите е пресудно. За жал, имаме ситуација во која тие што ги перпетуираат овие состојби се всушност ја уживаат неказнивоста, но затоа е тука граѓанското општество и прогресивните медиуми и се разбира другите прогресивни делови од општеството, нека биде тоа и политички партии или други ентитети, да дадат организиран одговор на оваа информацијска војна. А кој ги финансира? Антизападните центри. Па, имајте предвид дека, да речеме, западна демократија, а имаме од таму финансирање, соговорникот од Хрватска спомна. Значи, ја повеќе би го врзал прогресивно, реакционно, отколку западно и источно. Мислам дека така описот ќе ни биде многу прецизен. Уште попрецизно. Треба да видиме кој ги финансира. Затоа што види, однес за нас има објавено, ева, не, за да пренисите ме. Вика, да го зачуваме бракот и семејството, овие се преземи одговорност. Парада на гордоста под покровителство на Мила Царовска и Министерството за труд и социјална политика. За да биде појасно, просто кажано, со наши пари што плаќаме данок, се спонзорираат вакви паради и оние што сега нас не дискриминираат. Со тоа што ни наметнуваат нивни норми и ни кажуваат како да ги воспитуваме децата. Прво, ова е ноторна лага. Скопје правите воопшто не. Би требало да биде, да е Боже. Би требало да биде. Меѓутоа не е. Значи, они напаѓаат со тоа кој нас не финансира. Дај да видиме кој нив ги финансира. Така. И тоа е само во нападот. После имаш напад на легитимитетот, ми пропагираш, ми наметнуваш деца воспитување, значи. Да не одам меѓутоа веќе скроз друга дебата. Да, ова е веќе дел од друга дебата. Еден дел
многу важен. Мора да дознаеме кој ги финансира нив. Работиме на тоа, знам дека и други колешки и колеги работат на тоа, штом дознаеме, веднаш ќе објавиме, знаете како тоа функционира, барем во нашиот случај. Јас ви благодарам многу, им благодарам на моите колешки и колеги и онлайн кои беа со нас, захвалjujem. И ми останува само да најавам дека во текот на попладнево и се разбира во текот на наредните денови ќе објавуваме повеќе содржини, медиумски содржини, акценти, целосни видео содржини или акцентирани делови од овие излагања кои беа драгоцени и кои на некој начин го покажуваат патот напред за тоа што треба да се направи и како тоа треба да се направи. Благодарам што бевте со нас на сите и се гледаме веќе во наредната прилика која ќе биде прилично брза. Благодарам. Чао. Civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.